Само одгледувањето на високопродуктивни грла од ситна и крупна стока ја решава кризата во сточарството, сметаат експертите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Треба да се обидеме да го унапредиме сточарското производство преку внесување на високопродуктивни грла, да им ги обезбедиме неопходните услови за сместување, се со цел да дадат максимална продукција, било тоа да се работи за млеко, било да се работи за животни кои се користат за тов за производство на месо, било да е производството на јајца, секако дека сите тие сектори се значајни во земјоделското производство и дека треба да се работи на подобрување на генетиката. Паралелно со ова, не смее да се запостават и автохтоните видови. Автохтоните видови, нашите автохтони видови треба да си ги задржиме, бидејќи тие се поробусни и поиздржливи на промените кои што ни се случуваат, секако дека ако земеме во обзир дека сточарското производство, освен органското и екстензивното, како што е одгледувањето на овци и кози, се сместени во објекти и малку помалку влијаат климатските промени, меѓутоа мораме сточарството да го земеме како една целина, бидејќи не е само одгледувањето на високопродуктивни животни, тука и исхраната неминовно е поврзана со примарното полјоделско производство кој што дава неопходните суровини за исхрана на животните и од тој аспект мора целиот синџир на производство на храна да го гледаме како една целина. За да ги има очекуваните резултати, неопходен е високо образован кадар и едукација на фермерите. Секако стручните кадри од областа на земјоделското производство мора активно да се вклучат во целата таа успешна приказна. Треба да се фармерите прво едуцираат за новите добри земјоделски и производни практики. Треба да се подобри сточниот фонд, треба да се зголеми производството нормално, треба да се зголеми продуктивноста и на крај секако да добиеме високо вредни производи како што се млеко, млечни производи, месо и месни производи, јајца кои што ќе ги задоволат потребите на нашето население од неопходните хранливи продукти. Токму затоа практицирањето на дуалното образование на Штипскиот универзитет ги дава очекуваните ефекти. Им го олеснуваме начинот на студирање, им го олеснуваме начинот на нивото вработување, а се разбира преку вакви излагања им овозможуваме да имаат слобода во комуникацијата, да може полесно да прават своје интервју на крај кога ќе се вработуваат во една од агробизнис компаниите. Сето ова, меѓу другото, беше изнесено на денешната 5-та студентска конференција на тема критички прашања во земјоделството и животната средина, чиј организатор е Земјоделскиот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, а во соработка со повеќе компании.